Го следите на новото издание на регионалните вести. Учесниците на ликовната колонија Гостивар 2015 и учениците на генерација од гостиварските училишта беа на свечен прием во општината. Настаните се организираа во рамки на одбележувањето на општинскиот празник 29 јуни. Уметниците учесници на ликовната колонија Гостивар 2015 и најдобрите ученици од гостиварските училишта вчера попладне беа на гости во општината. Градоначалникот Невзат Бејта го организираше свечениот прием во рамки на одбележувањето на општинскиот празник 29 јуни. Председателот на Сдруженијето Драудакум Решата Мети изрази благодарност за поддршката што ја добиваат од локалната самоуправа за одржување на традицијата на меѓународната ликовна колонија во Гостивар. Ова година сме имали 15 уметници од 15 држави, што значи дека сме били на мала Обединените нации на ликовната уметност. Значи сме имали уметници од разни држави, од разни култури и така натаму. Исто така мора да ви кажам дека еве, втори пат тука се наоѓаме во иста ситуација кога ја ќе морам да му се заблагодарам на градоначалникот на градот Гостивар, кој не поддржува силно. Ние помагаме, малку помагаме, колку има вредности уметниците и мислиме и во иднина да помагаме. Нашата општина е отворена за сите граѓани, може да дојдат во секоја време, па и вие колку дена ќе бидете тука. Јас со вашите колеги уметници од Гостивар, со некој сум бил колега, со некој ми бил ученик, некој бил, како што ми е Муамер Садику, бил председател на Советот на општина Гостивар во првиот мој мандат 2005-2009 и вие да бидете слободни, отворено према мене, може да комуницирате било за што. Годинава на колонијата учествуваа 40 на уметници. Нивните дела пред гостиварската публика беа изложени вчера вечер во галеријата на Центарот за култура Асном. Дел од учесниците на приемот во општината го споделија своето задоволство од манифестацијата и гостопримството на домакините. Прije svega zahvalio bi se apsolutno svemu, znači cijelom gradu. Пред се сакам да им се заблагодарам на сите што се вклучени во организацијата на оваа одлична манифестација. Јас овде дојдов со препорака на моја добра пријателка и се разбира со помош на нашиот домаќин Решата Мети. Прв пат сум во Македонија, воодушевен сум од топлината на луѓето и презадоволен од колонијата. Многу ви благодарам што ме поканивте, што сум дел од оваа колонија. Пред месец дена Решата Мети беше гостин во Кавадарци, имаше своја самостојна изложба и јас се надевам дека тоа беше и повод да Кавадарци и Гостивар почнат со една поголема соработка во делот на културата. Општината ги пречека и учениците од основните и средни училишта во Гостивар и селата кои се прогласени за ученици на генерацијата. 30 на највредни и најуспешни ученици добија благодарници од градоначалникот, кој им честиташе на досега постигнатиот успех и им посака исполнување на зацртаните цели во образованието. Благодарници добија и ученици кои освоиле награди на регионални надпревари. Одбележувањето на денот на општината продолжува и вечерва со свечена манифестација, доделување благодарници и прогласување почесен граѓанин на Гостивар. Полицијата во координација со јавното претпријатие Македонски шуми во насока на откривање и законско санкционирање на нелегална сеча на неколку локации во Полошко пронашла нелегално исечени дрва. Во насока на откривање и законско санкционирање на нелегалното сечење, транспортирање и продажба на огревни дрва, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во координација со јавното претпријатие Македонски шуми изминатиот викенд спровеле повеќе активности. Вчера околу пладне ватарот на селото Ларце, поточно во местноста Чам, пронајдени се 16 просторни метри букови дрва, исечени и расфрлани на поголема површина, како и 14 поголеми букови стебла, а нешто подоцна во дворот пред куќата на 50 годишник во Желино биле пронајдени уште 5 просторни метри бука, за кои не поседувал никаква документација. Ватарот на селото Лешница во местноста Под Кале на приватен имот биле пронајдени 7 просторни метри дабово дрво. Завчера пак ватарот на Мерово во местностите Јабланица и Крстец пронајдени се 4 метри просторни бука, исто така исечени и оставени. Пронајдените дрва се подигнати и предадени и се на шумската полиција за натамошна постапка, во рамките на која ќе се утврдува кој кога ги исекол дрвата и за што биле наменети.
Викендов во полицијата регистрирани и случај на семејно насилство во Непроштено, сообраќајка во Тетово и пожар во куќа во Сенокосе. Случај на семејно насилство регистриран во полицискиот билтен на СВР Тетово. 32 годишна жителка на Непроштено вчера вечер пријавила семејно насилство, што врз неа го извршил нејзиниот 2 години постар сопруг. Дента околу 16 часот покусата вербална расправија, тој физички ја нападнал удирајќи ја со тупаници и клоци по главата и телото и нанел видливи повреди. Според нејзиното кажување, малтретирањето се случувало подолго време и затоа побарала кривичен прогон. Набрзо тој е приведен, разговарано е со него и по неколку часа е пуштен. И информацијата за сообраќајка во Тетово дел од денешниот полициски билтен. Незгодата се случила завчера попладне на крстосницата на улиците Елинденска и 29 ноември, во која учествувале патничко возило БМВ со тетовски регистерски таблици, управувано од 63 годишен тетовец, и моторцикл Агусто без регистерски таблици, што го управувал 24 годишникот Мала Речица. Во несреќата моторциклистот задобил телесни повреди, пренесен е и задржан во Тетовската клиничка болница. Извршени увити се утврдуваат причините и се друго поврзано со несреќата, во која вкупната материјална штета се проценува на 50.000 денари, со напомена дека во судирот било оштетено изложното стакло на еден трговски дуќан. Вчера околу 10 часот избувнал пожар во куќата на 60 годишник во гостиварското село Сенокосе. Огнот најпрво пламнал во просторија на првиот кат, а потоа се проширил наоколу. При тоа пожарен е еден прозорец, неколку подни покривки, лустер, облека и друго, а причините се и други оштетувања во куќата. Со интервенција на противпожарната служба пожарот е локализиран. Извршени увити се утврдуваат причините, вкупната материјална штета и се друго поврзано со пожарот. Жителите на Беловиште бараат поголема заштита од кражби. По тој повод викендов тие одржаа средба со представници на СВР Тетово. На иницијатива на мештаните од тетовското село Беловиште, изминатиот викенд во ова село се одржа средба со представници од секторот за внатрешни работи Тетово, на која посебно се расправаше за кражбите и најефикасната заштита од ваквите имотни деликти, информира портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. На средбата жителите на Беловиште побарале поголемо полициско присуство на тековна дневна основа и брзо и ефикасно расчистување на неколкуте тешки кражби извршени во куќи, како и откривање и законско санкционирање на инволвираните во нив. На нивните конкретни барања од представниците на СВР Тетово им беше одговорено дека веќе е планирано и ќе се реализира засилено присуство и дека интензивно се преземаат координирани мерки и активности за расветлување на годинешните тешки и други кражби. На средбата исто така стана збори за формите и начините за проширување, продлабочување и унапредување на идната соработка помеѓу граѓаните и полицијата и за потребата граѓаните навреме да ги пријавуваат сите безбедносни настани на подрачјето и потенцијалните ризични ситуации од сите видови, со цел соодветно да се превенираат или целосно практично да се реализираат. На централното одбележување на празникот Видовден во Кучевиште на српската заедница во Македонија учествува и членовите на Тетовското културно-уметничко друштво Свети Сава. Тие настапија со неколку точки. Заедницата на србите во Македонија вчера го одбележа големиот српски празник Видовден. На централното одбележување на празникот што се одржа во Кучевиште учествува и членовите на културно-уметничкото друштво Свети Сава во состав на српската заедница, регионален одбор Тетово. Најмладите членови се представија со македонски игри на песната Јано Јанке. Хорот пак настапи со 3 песни, а музичката група при здруженијето на публиката им приреди вистинско уживање со звуците на зурлата.
Освен нив на манифестацијата настапија домаќините културно-метничкото друштво Вук Караѓич и културно-метничкото друштво Српски вес од Куманово. 28 јуни Видовден е еден од најзначајните датуми за српската историја. Тој е празник кој се слави во чест на сите жртви, што србите ги дале за слободата на својата земја. Видовдан чувамо и обележавamo вековима с колена на колено, gde god postoji srpska duša. To smo nasledili od svojih predaka. Malo je datuma u našoj istoriji kao što je Vidovdan na koji se slučajno ili namerno desilo toliko važnih događaja. Vidovdan nas podsjeća na tužne, na velike, na herojska dela, na izuzetne ljude, na naše pretke, na naše korenje i svakako na sve ono što trebamo da čuvamo i da ostavimo svojem potomstvu. Почетоците на ова славење датираат од 1389 година, кога се случи битката на Косово, која беше точно на Видовден. Малопродажните цени на бензините ноќеска на полноќ се намалуваат за половина денар, додека цената на литар дизел ќе се продава по 1,5 денари пониска цена, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Согласно одлуката, новата цена на литар Евросупер БС 95 изнесува 71 денар, а на Евросупер БС 98 изнесува 73 денари. Малопродажната цена на евродизелот изнесува 55 денари, додека екстра лесното масло за домаќинство L1 ќе се продава по цена од 43,50 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1НС се намалува за 0,745 денари за килограм и со тоа цената на М1НС изнесува 27,071 денари за килограм. Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот 40-дневен период изнесуваше за 1,402% понизок од курсот на доларот по кој беа формирани цените, се вели во образложението. Народната банка на Македонија презема заштитни мерки со привремен карактер заради превенција од опасноста евентуални позначителни одливи на капитал од Македонија кон Грција да предизвикаат позначително нарушување на рамнотежата во билансот на плаќања и нарушување на стабилноста на финансискиот систем. Мерките се воведуваат со рок на трајање најмногу од 6 месеци. Мерките се по одлуката на Европската централна банка да го замрзне нивото на вонредна ликвидност на поддршка, имајќи го предвид ризикот за неизвршување од страна на Грција на отплатите по долгот кои достасуваат на 30 јуни, откако грчката влада реши да одржи референдум за условите на незината програма со кредиторите. Превентивните мерки се однесуваат на ограничување на капиталните одливи од македонски физички и правни лица кон грчките субјекти врз основа на новосклучените капитални трансакции, но не и на ограничување на одливите врз основа на пристигнати плаќања за веќе склучени капитални трансакции. Заради обезбедување на средствата што домашните банки ги имаат во банките во Грција, македонските банки се должни да ги повлечат сите кредити и депозити од банките со седиште во Грција и нивните филијали и подружници во странство, без оглед на договорената рочност. Заеднички патрули на унгарската и српската полиција од денеска се распоредени на границите со Македонија за да се заштитат граничните премини од илегален влез на мигранти, соопшти денеска министерот за внатрешни работи за Србија Nebojša Stefanović. Според него 10 унгарски полицајци во 4 патрули заедно со своите српски колеги ќе патрулираат на границата, а наскоро се очекува да дојдат и германски и австријски полицајци. Министерот вели дека очекува да дојдат 20 германски полицајци и 10 австријски. Тој вели дека се работи за граница долга 94 километри, која не е лесно да се заштити. Според него не се проблем оние кои ќе побараат азил и регуларно ќе побараат да минат низ Србија, туку оние кои немаат никакви документи и само велат дека доаѓаат од несигурни земји.
Високите врвови на Шар планина забелеа по снегот кој падна ноќта помеѓу 26 и 27 јуни на надморска височина над 2650 метри, јави порталот Метеопро. Снимките кои ги обезбеди планинарското друштво Аргентус Маунт од Тетово сведочат за малата снежна покривка под самиот врв на Шар планина Тито врв, инаку висок 2747 метри. Интересна информација е дека кулата на самиот врв во 50-тите години од минатиот век служела и како метеоролошка станица. Ренова ќе ја пречека Дачија Молдавија утре со почеток во 21 часот на арената Филип II во Скопје. Реванш мечот ќе се одигра на 9 јули. Утре со почеток во 21 часот на националната арена Филип II во Скопје, фудбалскиот клуб Ренова ќе го игра првиот надпревар од првото квалификацијско коло против Дачија Чинисау Молдавија. Реванш мечот помеѓу Дачија и Ренова ќе се одигра на 9 јули 2015 година во Дистрикт спортскиот комплекс. Избраниците на тренерот Ќатип Османи, доколку ја поминат оваа пречка, во второто квалификацијско коло би се соочиле против победникот од пресметката Гленторан Северна Ирска, Жилина Словачка. За нас фактот што само по себе играме во таа Лига Европа е велики мотив, еден велики предизвик со кој ќе настоиме во овие две утакмици да пројдеме и да се квалификуваме во втората рунда. Мислам дека во период на подготовки што ги имавме сме спремни за утакмицата, за надпреварот утре и максимално мотивирани го очекуваме тој надпревар. Дачија е екипа која во задње време игра нон-стоп во таа Лига Европа. Имат поминато, мислам, едно коло 2013, да, и прошла година не освоија шампионска титула само поради гол диференција. Игра и во финале на купот, така самите овие надпревари, овие факти, значи говорат дека се работи за доста квалитетна екипа. Имаме неколку информации за таа екипа. Значи игра, како што реков, доста квалитетен фудбал и како што спомнав порано, значи во задње време се во првенството на Молдавија играат доста значајна улога. Мислам дека Ренова е спремна за ова утакмица, значи имавме одлични подготовки, кај што имавме и 3 пријателски утакмици со доста квалитетни тимови. Значи играчите на Ренова се максимално спремни и максимално мотивирани за ова утакмица. Знаеме дека не чекат 2 тешки утакмици, се работи за доста квалитетен тим, но ние сме уверени дека можеме да го пројдеме овој противник, затоа што и ние имаме доста квалитет во нашите редови. Имаме играчи кои можат да го речат овој надпревар и ние стварно сме уверени дека можеме да пројдеме. Само со максимална игра, максимална концентрација и максимална дисциплина може да се дојде до тие резултати. Овие се многу атрактивни надпревари за нас играчите, самиот факт дека се игра за Лига Европа, тоа ни носи мотив плюс и мора тоа да го докажеме на утрешниот надпревар. Судиската правда ќе ја дели естонецот Еико Саар, а ќе му помагаат Коев, Виноградов и Кујастиен, сите од Естонија. Ова е 6-ти пат Ренова да игра во европските надпреварувања. Синоќа продолжи вториот ден на одржување на надпревари во мал фудбал во рамки на меморијалниот турнир Рашет Оти. Екипите на Сиричино, Бобе Јуниор и Копан се продолжуваат да играат денес во елиминационата фаза.
Продолжуваат надпреварите од првиот меморијален турнир во мал фудбал Раше Тоти во населеното место Јегуновце. Синоќа на училишното игралиште се одиграа надпреварите помеѓу екипите на Сиричино и БОВБ, Бобе јуниор и Доброште, Љуботен и Антонио и ТРЦ и Копанце. Од нив денеска со игра продолжуваат Сиричино против Непроштено, Бобе јуниор против Љуботен, екипата на Ротинце ќе игра со вратница, а Копанце ќе го добие противникот денес. Надпреварите започнуваат во 20 часот и денес и утре. Поради огромниот интерес за турнирот Раше Тоти, финалето и прогласувањето на победниците е одложено за во среда. Раше Богоевски Тоти ќе биде запаметен како голем фудбалски талент, а последните неколку години својата кариера ја посвети на фудбалскиот клуб Југохром од Јегуновце, каде што беше тренер. Младата тетовка Елина Ѓорѓевска стана најдобрата тенисирка во историјата на Македонија. Досега има 22 турнирски победи во тениски двојки, поради кои официјално се наоѓа на 270-то место на светската ранглиста. Епитетот најдобра тенисерка во историјата на Македонија веќе и официјално и припаѓа на младата тетовка Елина Ѓорѓевска. Со 22 турнирски победи во тениски двојки, таа се наоѓа на 270-то место на светската ранглиста. Неодамна во турскиот град Тарсус триумфираше и во поединечна категорија, но и во двојки. На последниот надпревар во Прокупле Србија ја освои 7-та титула во двојки на фјучерс турнирите. Пред точно 3 недели бев на турнир во Романија со вредност од $25,000 и таму влегов како последна во главниот турнир, меѓутоа завршив на 3-то место, изгубив во полуфинале, додека пак во двојки го освоив. Потоа следната недела бев на турнир во Турција, каде го освоив во сингл и во дубл. Исто така прошлата недела го освоив во Србија во двојки, така да очекувам подобар ранг во текот на следната недела. Следната недела младата тенисерка од Тетово ќе се бори за триумф на турнир повторно во Турција или за освојување на поени кои ќе ја поместат незината сегашна позиција на светската ранглиста за неколку места погоре. Веќе следната недела наступувам на турнирот 50,000 во Турција. Таму сум во квалификација на турнирот, меѓутоа се надевам на добри резултати, со што ќе се подобри ранкот. До крај на годинава би сакала барем да бидам со двојка напред или околу 300-то место. Се надевам ќе биде така, а во двојки очекувам многу подобар резултат, затоа што многу подобро оди тоа. Со многу желба и труд Ѓорѓевска и понатаму ќе продолжи да чекори на патот кон успехот. За неа следен предизвик е да се искачи за 50 до 60 места погоре на светската ранглиста во поединечна категорија до крајот на оваа година. Нови успеси на членовите од тетовскиот карате клуб Љуботен. Тие од летниот карате камп во Сутоморе се вратија со 1 сребрена и 6 бронзени медали. Нижат успеси членовите од тетовскиот карате клуб Љуботен. Најновите успеси доаѓаат од 42-тиот меѓународен летен карате камп во Сутоморе, Црна Гора. На турнирот имаше надпреварувачки дел и полагање за појаси. Во надпреварите во изведба на кати, членовите на карате клубот Љуботен од Тетово освоија 1 сребрена и 6 бронзени медали. Сребрениот медал го освои Љубиша Кузмановски, додека бронзата отиде во рацете на Ѓорѓи Богоевски, Лука Бојовски, Ана Марија Наумовска, Теодора Наумовска, Димитри Илиевски, Емир Реджепи и Марио Наумовски. Во вториот дел имаше полагање за појаси. За црн појас прв дан положија на Марија Наумовска и Теодора Наумовска, Лука Бојовски положи за кафен појас, Димитри Илиевски за син, а Емир Реджепи за зелен појас. Летниот карате камп, на кој освен од Македонија учествуваа и екипи од Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, се одржа од 14 до 25 јуни. Четири лица загинаа во тешка сообраќајна несреќа што се случила ноќеска нешто по полноќ на патниот правец меѓу албанските градови Корча и Подградец. До несреќата дошло кога комби возило изгубило контрола и излетало од патот во близина на селото Дрита. Според првичните сознанија, возачот најверојатно заспал поради што изгубил контрола врз возилото, кое паднало од мост. Меѓу загинатите се 15 годишно дете и лица на возраст од 24, 29 и 41 година.
Грчкиот премиер Алексис Ципрас во синоќешното телевизиско обраќање објави дека грчките банки ќе бидат привремено затворени и оти се воведува контрола врз капиталот. Сепак тој даде уверување дека штедните влогови, платите и пензиите на граѓаните се загарантирани. Грчкиот премиер појасни дека одлуката на банката на Грција за затворање на банките и за воведување рестрикции на трансакциите била донесена по одлуката на Европската централна банка да не го зголеми количеството итни пари што грчките банки можат да ги земат од Европската банка. Ципрас не прецизира колку долго банките ќе останат затворени, ниту за какви рестрикции на трансакциите станува збор. Германската телевизиска мрежа CDF најавува можност од одржување вонреден самит на Европската унија во среда, на која што единствена тема би била состојбата во Грција. Најавата за вонредниот самит доаѓа во очекување на обраќањето на германската канцеларка Ангела Меркел во Бундестагот. Во меѓувреме извори во Брисел наведуваат дека грчката влада нема доволно пари за да го организира ветениот референдум за понудата на кредитори кон Грција. Француската полиција утврдила поврзаност на сторителот на терористичкиот напад од петокот со Сирија, меѓутоа директни мотиви за злосторството се уште не се јасни. Јасин Сали, француски државјанин кој се смета за џихадист, признал дека го убил и оти му ја отсекол главата на својот работодавач, а испратил селфи фотографии во Сирија, кој што ги сними со отсечената глава на жртвата, со која бил во кавга. Претходно во неделата беше откриено дека таквите фотографии од својот мобилен телефон Сали ги испратил на број во Канада, но постоја сомневања дека станува збор за посреден број пред пораката испратена преку сервисот WhatsApp да биде пренасочена од друга дестинација. Денес имавме умерено облачно време со услови за врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 8 до 19, а дневните од 19 до 26 степени Целзиусови. Утре предпладне ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди, а попладне нестабилно со врнежи од дожд. Минималните температури ќе се движат од 8 до 19, а максималните ќе достигнат до 20, односно до 28 степени Целзиусови. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС ви подготви за ова издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.